Господине Богоевски, што се беше пропуштено медицински да се направи околу вашата мајка како пациентка на клиниката за кардиологија и што се случуваше внатре во болницата кога ја однесовте таму како пациентка? Ви благодарам на интересот. Јас не сум медицинско лице за да давам медицински оценки. За жал, лица кои се представуваат како новинари злоупотребија случај поради недоследности во начинот на работење на МВР и начинот на кој известува јавноста преку тие нивни фамозни билтени. Инаку си имаме отворено истрага, МВР отвори официјална истрага за обид за убиство и лекарска негрижа, непостапување во служба во ситуација на пациент во загрижувачка состојба. И јас сакам да оставиме органите на прогонот, МВР, ОЈО, да се завршат работата и да си процесуираат соодветно постапка против медицинскиот персонал на клиниката за кардиологија, кој одби да постапи медицински, да згрижи лице, да пружи помош, одбија дури да постапа по насока на лекар, извршија психичко и физичко насилство врз немоќен пациент, дозволија друг пациент, привилегиран, нели, посебен пациент, да изврши насилство врз исто така врз другиот пациент за кој јас говорам. И тоа беше една таква ситуација која е неприфатлива како поведение на една државна клиника, не доликува. И беа измислени приказни од типот ќе видите кој сум јас, што е смешно. Јас не сум тип кој се заканува, јас сум тип кој действува. И тоа мое дејство е во рамки на законите и процедурите, тоа што сега се случува во моментов, а не на клиниката. На клиниката беше битно се спаси животот мајка ми и да се преземат сите неопходни работи кои јас сум должен да ги преземам како син. Тоа што се случи на клиника го загрози нејзиниот живот, после тоа се влоши состојбата. Таа е сега на клиниките, така е како што е, не сакам да говорам за тоа, тоа е лице кој не е од јавен интерес. И сето она кое понатаму ќе следува, навремено ќе информираме јавноста. Дали некогаш, додека бевте таму во таа ситуација, се заканивте или нападнавте медицинско лице? Не сакам да се правдам, смешно е тоа. Не сакам да си дозволам да бидам, да одговарам на вакви прашања од типот на оние кои ги пласира во јавноста така наречениот новинар. Дали можете да ни кажете што сметате, бидејќи вие таму не отидовте ни како политичар, вие отидовте таму како поддршка на пациент. И всушност видовте нешто со кое што граѓаните се соочуваат секој ден. Па јас го гледам секој ден, јас сум човек од граѓаните, јас сум човек од народот. Што мислите дека би можело? Ја не сум човек кој живее во друг свет. Што мислите дека би можело да се подобри таму, а што во вашата ситуација не било испочитувано во поглед на Хипократовата заклетва? Да престанат да се примаат нестручни лица, партиски лица и доктори со измислени купени дипломи. Таму на клиника не се знае за кој е полошо. За докторите или за пациентите. Зборам за оние вистински доктори кои се со вистински дипломи и кои се вистински стручни и одговорни лица. Хорор се државните клиники и таму масовно се умира.